Македонија има можности за економски просперитет, но недоволно ги користи ресурсите кои ги има за развој. Според Светска банка, државата има перспектива, но потребно е да се спроведуваат реформите кои ги наложува Европската унија. Јас сум оптимиста. Ја увек гледам шта су могуćности. Јас сум оптимист, секогаш ги гледам можностите. Бидејќи неколку години бев во Македонија, видов многу можности и верувам дека Македонија е земја на можности за развој на земјоделството, трговијата. Така да дабоко верувам дека постои добра перспектива за развој на овој регион. Но истовремено, потребно е да се работи на реформите, со цел просперитетот да биде побрз, со што земјите од југоисточна Европа, вклучувајќи ја Македонија, побрзо да станат дел од развиените земји од Европската унија. Прije pridružile se razvijenim zemljama Evropske unije. Денеска представниците од Светска банка ги запознаа студентите од економскиот факултет во Струмица за економските перспективи на земјите од југоисточна Европа. Токму оваа институција неодамна излезе со податок дека околу 600.000 луѓе ја напуштиле Македонија. Затоа од Светска банка со порага до младите да вложуваат во своето образование и да ја гледаат својата иднина во земјата. Mladi treba da investiraju u sebe. Младите треба да инвестираат во себе и своите вештини, за да бидат конкурентни на пазарот на труд. Во иднина, младите ќе се надпреваруваат на европскиот пазар. Така да, треба да се размислува со кои вештини треба да излеземе на пазарот на труд. Мојата порага до младите е да вложуваат во себе, во своето образование, за да имаат попросперитетна иднина. U svoje obrazovanje kako bi imali što prosperitetniju budućnost. Од економскиот факултет во Струмица вела дека во иднина ќе продолжат со вакви предавања на актуелни теми. Тој контекст економскиот факултет во наредниот период со почетното денешно предавање на реномираните гости од Светската банка при канцеларијата во Скопје ќе го отпочне таквиот процес, ќе следат многу настани во рамките на универзитетот кои што ќе имаат единствена цел да ги прошират хоризонтите и начинот на практично размислување кај самите студенти како почетна основа за нивно валоризирање на нивното знаење на пазарот на трудот. Економската активност во 6 земји на југоисточна Европа забрзува и се очекува раст во просек од 1,8% во оваа 2015 година, споредено со само 0,3% во 2014 година. Се вели во најновиот редовен економски извештај за југоисточна Европа на Светска банка.